Ми се чини дека текстовите како на Селимовиќ не трпат аплауз на отворена сцена, аплаузот е на крај, но сакам да те прашам за аплаузот во себе, публиката која што го чувствува. Подоцна претпоставам дека во секоја прилика се обидува нешто да ти раскаже и како ја доживеала представата, затоа што е премногу инспиративна изведбата. Да. Се чувствуваш, не знам, полн со себе? Сам со себе? Се чувствам полн со нив. Со себе, тоа е некако, полнотијата сама со себе е доста празна работа. Или барем го нема тој квалитет кој што го има полнотијата која е полнотијата со некого, значи во било која смисла, од најинтимната до најполитичката конотација на ова што го зборам. Значи, тоа што го мислам за меѓучовечките односи, тоа го мислам и за односите во општеството, значи истите се механизмите. Полнотијата сама со себе доведува до тамо до кај што е доведен светот, до празнотија. Пред 2 години кога ја пишуваше ти пораката за денот на театарот, а и неодамна при една... Може би пред година. Нема 2010, да. Некако е јас понапред истрчав, може. Мене ми се биде долго време, да. Така? Да, така да, прво пристанав на 2 години, ама после се замислив, да. Не сакам да го врзам со еден муабет кој што го правевме исто вака пред очите на јавноста, односно слушателите. Ми рече дека во последно време, како ти доаѓа секоја улога, ти некако се повеќе се идентификуваш, станува дел од тебе, дел од животот, во таков период си животот. Тогаш во пресред на играњето на Дон Жуан, ми се чини дека рече дека и вечерва ќе се вратиш кон малограѓанштината и кон големите паланки во кои што живееме. Да, многу нешта кажав, многу нешта кажав, ама тоа беше во една специфична ситуација. Пораката ја пишував на 17 спрат во еден хотел во Богота, во Колумбија. И јас стално кога што подалеку сум од дома, стално ми се пострашни забелешките во суштина. Кога има човек поголема дистанца, прво е поостар према тоа што го гледа, а второ е и поемотивен со самото тоа посубјективен. Но у тој момент се сеќам дека го кажав се тоа што го мислев и што го чувствував многу едноставно, знам дека го испишав во еден цук без да калкулирам да тоа биде многу паметно, што и не може да се случи кај мене, али тоа беше еден Дон Жуан на некој друг континент кој што зборува за мигот на македонскиот театар. Тоа се сеќам дека тоа беше контекстот. И тоа е, просто мене ми беше многу возбудливо. Да еден човек на 17 спрат во некој си хотел во Јужна Америка пишува за значењето на македонскиот театар. Тоа е чиста антропологија. Тоа е просто одеднаш се почувствував многу важен, полн, како што би рекла, но не само поради себе си, него поради сите луѓе што го сочинуваат тој театар на овој или на оној начин последниве години, дури јас паметам. И не само поради нив, него и целото на наследство ирационално театарско што го имаме ние со, ајде како што милува да кажат, со милениуми. За театарот е тоа навистина така. Значи, просто ме интересираат работи кои што имаат многу често врска со основната смисла, со основното зрно на човекото постоење. Веројатно подсвесно сум за тоа у театар, веројатно за тоа вечерва имам возбуда што играм представата. За тоа и вака правам милион дигресии да разговарам, затоа што тоа ме возбудува на некој начин. Така да молим те, праша нешто друго од Изајдов. Добро, ајде, денеска во Белград, 400 километри од дома. Се чувствуваш посебно важен ако те прашам што денеска би кажал за театарот, нешто така паметно, искрено? Не, денеска ми е онака баш од оние денови кога е таман си, окей си. Си окей? Потпуна проза, да, супер. Че си окей.
Поготово што утре се враќам дома, така да таман си е се. Неодамна почна да играш нова представа тука. Тоа е Господа Глембаеви, ја играш и во Скопје. Велиш дека сега си созрем повеќе за улогата отколку порано? Да, сигурно. Па не е исто некои работи да ги правиш на 20 и нешто, а не е исто на 75. Во мојот случај 42. Животното искуство е друго, занаетот е друг. Па доволно. Се одомаќени тука премногу или таман? Не премногу. Не премногу. Доволна? Знам ја, имам ја смерка за многу работи, значи суштина се чувствувам пријатно во кругот на луѓе со кои што функционирам. Се чувствувам добро во овој град. Кој ти каже човек еден град, тоа значи многу работи. Кој ти каже човек една држава, тоа значи исто така многу работи. Многу е комплексна работата за да може да се генерализира, но се чувствувам спокојно и исполнет. Те иритира се уште, ако некогаш и те иритирало, или пак тоа доста подценувачки изгледа од внатре кога тука те пречекуваат луѓето и медиумите со фанфари и на сите твои премиери? Знам што ти ми кажеш, ајде одма. Значи ме пречекуваат, нема разлика. Нема разлика кога зборам за Не се чувствуваш изневерено од, не знам, македонските институции? Не, значи од ниедна институција на светот не се чувствувам изневерен. Од државата? Не, поготово не од државата. Значи, не. Мојата држава е мојата публика. Сега пак патетично звучи, али е тоа така. Мојата држава се луѓето со кои што нешто споделувам. Сето друго е институција. Им пожелувам многу среќа на сите институции. Меѓутоа, ние многу често не живееме у дискрепанца на некој начин. Или јас само тоа си вообразувам. Сепак не живееме скроз до крај во дискрепанца, затоа што јас многу редовно си ги платам сметките за се. Меѓутоа, не гледам така на работите. Не се чувствувам изневерено, затоа што веројатно научив да не дека е добро човек да не се смета себе си за превише, како се вика, важен феномен. Сега, од друга страна, значи немам никаков проблем. Сериозно, личен, никаков проблем немам. Напротив, некојаш дури ми пречат фокусите многу често како на личност. Од друга страна, јас на себе си не можам да гледам веќе само како сам на себе си, него како некој што на некој начин нешто застапува. Како год го наречеме тоа. Така да, ова прашање можеби би можело да биде поставено на друго место. Просто ја не знам што би одговорил, а да биде поштено на некако си ми слика на регионалните случувања, а не на локалните. Ако е театарската сцена, она што во моментот го живееме, што живееме во моментот сега, тука? Па јас живеам се што треба. Не знам за другите. Чувствуваш различен ветер од Скопје до Белград? Во политичка смисла на зборот и конотација, апропо сите случувања, сите немири, сите... Ајде, не немири, може прегрубо, но сепак видливо е дека има многу превирања. Превирања имало ќе има. Но денеска може би ехото е по-големо, па звонува повеќе. Не знам, многу широк заграб на тема фаќаме. 2011 Добро. Скопје, тие години кои ги имаш и тоа искуство кое го имаш. Мислиш дека Скопје и Македонија е тоа она што треба да е?
Иако да не се лажеме, Ма никој не очекува да, ма ја нешто не да се мислам, случува. ја не мислам светот дека е тоа што треба да е. Ја Македонија не ја издвојувам. Ние стално повторуваме дека ние сме најлошото место на свет, значи не сме. Објективно кажано, ама малце наше, па си реагираме интимно и необјективно. Но, истовремено, кога зборам за светот, јас зборам секој за дома. За пред зграда, за на улица, за нашите програми зборам. Значи, тоа е првото што ме интересира, се разбира нормално. А ако е прашањето дали сум задоволен, одговорот е многу едноставно, значи никако. Никако. Значи, тоа е огромна тема, која што може да ја образлагам со сати, па да направиме една серија на разговори. Стандардот, водењето на државата, културата, нивото на еволуција, од што најмногу? Знаеш зашто те прашувам? Не знам зашто ме прашуваш, во суштина исклучително е широка. Невозможно е да одговарам за некои нешта паушално. Ја не сум таков човек. Да, сепак се... Ако ме од друга страна може многу симплифицирано. Значи, дали сум задоволен? Па не сум задоволен. Не сум задоволен. Ја откако знам за себе не сум задоволен. Од тоа што ме обкружува и од самиот себе си. Најпрво од самиот себе си, тоа ми дава право да не бидам задоволен и од она што не обкружува. Значи, не сум задоволен од лицемерства, не сум задоволен од глупости, од глупоста не сум задоволен од нестручноста, непрофесионалноста, од па има ли што пострашно од овие работи што ги кажав? Критериумите... Па тоа ги детерминира критериумите. Значи глупоста... А има критериуми? Па има некакви критериуми, здраво љубо. Има некакви критериуми кои што се створени врз основа на сите овие претходни работи што кажав. Значи, ја одамна имам кажано дека за жал патриотизмот, не за жал, за среќа би требало да биде, ама не е така. Професионалноста е најголем патриотизам, ако за тоа ме прашуваш. Нема поголем вид на патриотизам од професионалност. И сега и повторно и ова можам да го анализирам до зашто е така и можам да го оправдам и да го образложам зашто е тоа така. Меѓутоа сосема доволно